градот на конзулите, градот под Пелистер или градот на културата. Тоа се етикетите кои со гордост ги носи Битола, иако битолчани имаат поинаква асоциација за својот град. Многу проблеми има. Многу. Па ништо не функционира. Ништо немаме, ни спортски сали, ни националниот парк е забатален, значи буквално ништо не функционира. Хигиената, низ градот. Воопшто никој не поводил рачун за патот Битола Кичево. Значи тоа е страшно. Тоа што ќе обеќат парламентот треба да помогне, да направи. Не има обеќано базен во градот. Кај е базенот? Во Скопје 8, тука ни еден. Многу пати е пренесвано, ама изгледа нема слух некој да слушни. Пратеникот треба да си трча, да си работи, да брка работат. Треба да бидат поблиску со граѓаните, да ги гледат проблемите и ги излагат таму. Но ова е и градот со најзагаден воздух според некои мерења и во Европа. Душко Груевски, борец за почист воздух од невладината организација "За нас се работи" од Битола, објаснува зошто. Битола нема чист воздух затоа што битолчани ништо не прават за да го има. Според нашите анализи и мерења што се направени, што сме ги направили и ние со независна лабораторија, се покажа дека во зимскиот период во грејната сезона битолчани сами се задушуваат во сопствениот чат. Официјалните податоци велат дека годишно во градот се испуштаат околу 37 тони прашина. Битола има 26.000 домаќинства, од кои најголем дел се греат на печки. Годишно се трошат 22.000 тони дрвна маса, а со нивно согорување се испуштаат 28 тони PM10 честички. Во сообраќајот, половина од моторните возила се постари од 10, а автобусите од 18 години. Тие годишно емитираат 6,7 тони штетни честички. Јорго Шундовски, поранешен пратеник и прв министер за екологија во независна Македонија, објаснува зошто сведочиме на ваквата состојба во Битола. Прво, во 2007 година Битола го изгуби едното белодробно крило. Тоа се големите пожари ги однесоја еден голем дел од околните шуми во Битола. Вториот дел е рек и неговото влијание врз градот. Трето, големиот фактор на возила кои се увезоја во последните десетици години, кои се надвор од еколошките стандарди. Но дали овие бројки внесуваат вознемиреност кај оние кои треба да работат на отстранување на проблемите? Овој регион е малце подзаборавен, да речам, од централата, од Скопје или од политичките елити кои се во Скопје, а битолските пратеници или оние кои ја представуваат Битола во републичките органи многу малце можеа да направат и многу малце направија во однос на заштитата на животната средина за Битола. Според Слободан Најдовски, ветеран во пратеничките клупи со една декада на функција, има само еден виновник. Кај нас многу до израз доаѓа функционирањето на владата и владата е наметната над собранието, односно над парламентот и го гуши едноставно работењето на пратениците. А решението за тоа е промена на изборниот модел кој сега е според пропорционални листи и 6 изборни единици. Изборот на пратеници мислам дека треба да биде на отворени листи, тогаш пратениците многу повеќе ќе се грижат да можат да од тоа како ќе реагираат неговите бирачи, односно средината од која што е избран. Тој станува зависен од лидерот на партијата, а не од, да речеме, од оние кои што го бираат. За промена на изборниот модел во насока на поуспешно извршување на пратеничките задачи и за позадоволни граѓани има и други предлози. Се залагаме и сигурно ќе се бориме за Македонија да биде една изборна единица, бидејќи мислам дека на тој начин секој оној кој ќе биде избран за представник во парламентот ќе знае од кого е избран, ќе знае чија доверба има, ќе знае дека граѓаните му ја даде довербата. Фатма Бајрам Аземовска од Сдруженијето на граѓани Сумнал пластично го илустрира односот на битолските пратеници, поседнувањето во столчињата во Македонското собрание. Еве една мисла ќе пренесам за пратениците од Битола, после плетвар тие кога одат забораваат на Битола. Актерот Иван Јерчич смета дека добриот пратеник од Битола и регионот треба да се посвети на повеќе прашања, меѓу кои од неговата област, културата.
Прв и најголем проблем е заштитата на животната средина, пред се тука мислам на аерозагадувањето, во однос на инфраструктурата, сообраќајната инфраструктура, водоводната инфраструктура, сето тоа што е се проблеми реални на градот. Постојат многу простори во Битола кои што за жал во транзицијата се уништени, запустени и многу лесно би можеле да прераснат во големи културни центри. Предводникот на битолчани во борбата за почист воздух, Душко Груевски, го прашавме дали неговите сограѓани имаат представа колку моќ лежи во рацете на пратениците и согласно со тоа да бараат и решенија од нив не само за загадениот воздух, туку и во други области. Значи, прашањето е како да прашате дали е папата католик. Тие биле тие што требале да го направат тоа, бидејќи ние како граѓани сме немоćни, ниту еден од нашите пратеници, оние кои живееле во Битола, овој проблем можеби го начнувал, но не се посветил темелно и не направил доволно. Само треба да се сетат кој им ја дава довербата, чија делегирана надлежност има, значи на граѓаните, и да работат на интересите исклучиво на граѓаните, тие да им се приоритет. Па како тогаш го замислуваат пратеникот од доверба нашите соговорници? Идеалниот пратеник во некакви идеални црти би бил човекот на кој што ние граѓаните му го отстапуваме својот суверенитет, да не представува и да ги решава сите проблеми кои што се однесуваат на граѓаните на локално ниво. Јас идеалниот пратеник од Битола го замислувам како пратеник на битолчани, а не на политичка партија. Тоа е сликата на пратеникот од доверба, а дотогаш граѓаните на Битола ќе мора да се обидуваат да им се приближат на актуелните пратеници, без разлика на нивните недостатоци. Пратениците, еве за викенд, нели знаеме, најчесто доаѓаат во Битола, меѓутоа и на широк сокак, тука пијат кафе, меѓутоа ги замолувам во иднина, знам дека и сите други битолчани тоа го мислат, да имаат еден отворен ден на определено место, не на широк сокак, во кој што ќе можат да пијат кафе со пратеникот. Ако треба и ние ќе донесеме кафе, меѓутоа да имаат време 5 минути да не слушнат за нашите проблеми и да можат да ги решаваат нашите проблеми. Достапни се, факт е дека се достапни, но колку можат да пренесат и колку пренесуваат од тоа што граѓаните им го укажуваат е друго прашање. Во последниве години пратениците беа, ево да не бидам вулгарен, послушници, ама беа блиску до тој термин. Порано имаше NDI многу добар проект во кој што граѓаните можеа да имаат средба со пратениците. Очекувам од сите пратеници, значи без разлика од која партија да дојдат сега, да има такви отворени денови, да бидат средба со граѓаните во кои што точно ќе се знае кој ден тие ќе можат да дојдат да разговараат за своите проблеми. Шундовски, кој само за миг во почетокот на 90-тите ја почувствува пратеничката функција, денеска, по четврт век од неговото искуство, има само една порака до новоизбраните пратеници. Она што ќе биде многу битно е, кога ќе се одлучуваат за проблеми во оваа регија, да го дадат и својот глас. Не да слушаат оние кои му кажуваат како да гласаат.